Нискобуџетната авиокомпанија Визер од денеска 2 пати неделно лета на релација Скопје-Париз. Ова е прва директна авиолинија меѓу Скопје и главниот град на Франција, а летовите ќе се изведуваат во понеделник и петок од аеродромот Александар Велики. Цената на билетот до Париз во еден правец е од 30 до 70 евра во зависност од тоа дали билетот го резервирате во последен момент или повеќе дена однапред. Визер наскоро најавува и директни летови за Франција и Брисел. Добро дојдовте во Урбаните вести. Еве што ќе гледате. Ремедика се стекна со меѓународни сертификати за квалитетно здравство. Од 8 до 14 април, меѓународен саем на книга. Крос атлетска трка за учениците од основното училиште Кочо Рацин во Петровец. Меморандум за соработка за обезбедување практична настава и обука за учениците од Илинден. Заложба за што поголем број ученици спортисти. Денеска на фудбалскиот стадион во Петровец беше одржана атлетска крос трка за учениците од 3 до 8 оделение од основното училиште Кочо Рацин во рамките на училишните спортски игри. Освојувачите на првите 3 места во машка и женска конкуренција на 25 април ќе учествуваат на општинските крос надпревари. Целта е поголема физичка активност на учениците и зголемување на рекреативниот и спортскиот дух. Во организација на општина Петровец, денеска за прв пат на фудбалскиот стадион Петровец се одржа атлетска крос трка во рамките на училишните спортски игри на кои учествуваа над 300 ученици од основното училиште Кочо Рацин од 3 до 8 оделение. Ова беше и најадекватното место за трчање крос, кое всушност секојдневно се користи како место за рекреација и спортување од страна на жителите на општината, а воедно и на овој стадион своите надпревари ги игра фудбалскиот клуб Петровец. Ученичкиот крос беше во 2 конкуренции, во машка и женска конкуренција. Денес во основно училиште Кочо Рацин Петровец се одржуваат училишните спортски надпревари во крос трчање за учениците од 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8 и 8 годишно оделение во различни категории. Продолжуваат понатаму на општинските надпревари, најдобрите 5 учествуваат вкупно околу 300 ученици. И во подрачните, 200 ученици, вкупно околу 500 ученици. Па овој тренд се надевам дека ќе продолжи во текот на наредните години и ќе стане дел од училишната традиција и воопшто за спортот. Целта на овој крос е да се анимираат учениците за нивна поголема ангажираност во физички активности и здрав живот и да го поттикнат спортот да им стане навика. Сепак, покрај учесниците во трките беа и нивните соученици кои ги бодреа своите другарчиња. Ваквите трки придонесуваат да се зголеми рекреативниот и спортскиот дух кај учениците. Освојувачите на првите 3 места во машка и женска конкуренција на 25 април ќе учествуваат на општинските крос надпревари. Дваесет и шестото издание на Саемот на книгата. Оваа година ќе се одвива под мотото Саем за љубовта кон пишаниот збор. Ќе трае од 8 до 14 април. Дел од Саемот ќе биде и Facebook кампањата Прати љубовна порака поврзана со книгата и пишаниот збор на Фејсбукот на Скопски Саем и Добај книга. Повеќе од 70 издавачи ќе се представат на 26-тиот поред Саем на книгата 2014, што ќе се случува во периодот од 8 до 14 април во Метрополис арената на 3000 метри квадратни. На Саемот, кој оваа година е под мотото Саем за љубовта кон пишаниот збор, ќе има дела од домашни и странски автори, современи и класични литературни дела, стручна, научна и белетристичка литература, учебници и училишни прирачници, енциклопедии и дела од областа на културата и уметноста. Освен од домашни издавачи, ќе има дела и од издавачи од регионот Србија, Бугарија, Албанија, Италија, Шведска, Унгарија, Институтот Балаши од Будимпешта, Унгарија и лекторатот по унгарски јазик при Филолошкиот факултет Блаже Конески, во партнерство со издавачката куќа или Скопје, организираат представување на Унгарија, односно унгарската литература. Ќе бидат изложени преводите на дела од унгарски јазик настанати во изминатите 10 години,
со цел да ја доближат унгарската литература до македонската читателска публика. Традиционално, Сдруженијето на издавачи и книжари на Македонија ќе избере најдобро издание меѓу двата саема, најпродавана книга на саемот, како и награда за најдобар книжар на годината во Македонија. Настанот ќе се случи во сабота, 12 април во 19 часот. Оваа година саемот на книгата е организиран под мотото Саем на книгата, саем за љубовта кон пишаниот збор. Традиционално на саемот во Метрополис Арена, кој се одржува во Метрополис Арена, на 3000 метри квадратни ќе се представат повеќе од 70 издавачи, домашни и странски. Богата изложбена програма има, книга за сечи вкус и за сечи джеб, доста книги на попусти ќе нудат изложувачите, издавачите. Имаме домашни и странски автори представени, современи и класични литературни дела, стручна, научна, белетристична литература, енциклопедии, учебници, училишни прирачници и така натам. Освен оној продажен комерцијален дел, на самите штандови сите изложувачи ќе се организираат секојдневно промоции, литературни читања, дружба со писатели, но и ќе се организираат и промоции во промотивниот центар, кој Скопски саем заедно со Сдруженијето на издавачи го обезбеди за сите изложувачи на саемот по посебно определена програма, значи во 7 работни дена на саемот најавени се повеќе од 40 интересни промоции. За време на саемот ќе се организира и кампања на Facebook на тема "Прати љубовна порака поврзана со книгата и пишаниот збор на Фејсбукот на Скопски саем и доби книга". Во рамките на оваа кампања ќе бидат доделени 100 книги на авторите на најубавите љубовни пораки. Свеченото отварање на саемот е во понеделник на 8 април во 19 часот. Цената на влезниците е 30 денари, а групните влезници ќе чинат 20 денари. По саемот за мебел, саемот на книга е втора поред најпосетена манифестација, чиј број на посетители се движи околу 40.000. И оваа година саемот се организира под покровителство на Министерството за култура. Лабораторијата за инвитро фертилизација при уделот за гинекологија и акушерство на приватната болница Ремедика се стекна со сертификат за квалитет и компетентност во согласност со највисоките ISO стандарди, признати во светот, со што стана прва лабораторија на Балканот и меѓу ретките во Европа. Своето 9-годишно постоење го заокружува и со акредитацијата на диагностичко-биохемиската лабораторија на болницата. Со тоа се обезбедува точна, прецизна диагноза и соодветен третман на пациентите. Првата општа болница Ремедика, 9-тиот роден ден го прослави со сумирање на резултатите од основањето па се до денес. Менаџментот на болницата се пофали дека 135.000 пациенти ги користеле нивните здравствени услуги, кои оствариле 514.984 медицински контакти. Од нив 24.565 се хоспитализирани заради гинеколошко-акушерски постапки или хируршки интервенции. Елица Јорданова, генералниот директор на Ремедика, денеска истакна дека лабораторијата инвитро фертилизација при оделот за гинекологија и акушерство е првата лабораторија на Балканот и меѓу ретките во Европа, која има сертификат за квалитет и компетентност согласно ISO стандардите. Денеска Ремедика го завршува 9 годишното работење и се разбира очекуваат сите сумирање на резултатите од ова досегашно работење, со кое ние сме задоволни и се гордееме со досегашните успеси. Во контекст на нашите успеси можам да го спомнам и завршениот проект со Министерството за здравство, тоа е проектот за јавно-приватно партнерство. Морам да кажам дека ова е прв засега во Република Македонија. Успешно го завршивме објектот кој што беше наша обврска. Ке го предадеме во текот на наредниот месец. Се работи за нов современ објект кој ќе го предадеме на амбулантата за Железара, здравствен дом Железара. Тој се состои од 3 функционални единици, единица на радиологија, лабораторија, помошни простори и одел за интернистичка диагностика. Објектот е веќе во употреба на амбулантата
и е современо организиран и ги задоволува сите стандарди. Еден од овие сертификати е и прв и единствен на овие балкански простори, тоа е лабораторијата за IVF. И покрај тоа секако работиме и на подобрување на другиот дел од нашата дејност. Деветиот роден ден на Ремедика се одбележува и со проширување на болницата, реализирано како дел од проектот за јавно-приватно партнерство со Министерството за здравство. Се реализира и проектот за изградба на нова зграда, со што ќе се прошири така наречената дневна болница, а паралелно се зголемува и капацитетот на оперативниот блок. Денеска на нашиот девети роден ден дека заокружуваме еден долг период на успешно работење, она што го потенцираше и господја Јорданова. И во однос на медицинската работа, која што секако дека е најважна во една болница, би сакал да кажам дека сме горди на прецена задоволството на нашите пациенти, кои што постојано го следиме и кое што перманентно се одржува низ сите наши анкети и низ сите контакти кои што ги имаме со пациентите. Во однос на одбележувањето на 9 годишнината за оваа година би сакал да го заокружиме тој процес на акредитација и сертификација кој што беше една од нашите главни цели во минатата година, така да пред се сме горди да лабораторијата за инвитро фертилизација е прва на балканските простори кои што успеа да добие оваков сертификат, а и самите резултати кои што произлегуваат од работењето на лабораторијата секако го оправдуваат тој сертификат не само во однос на медицинскиот дел, туку и на целата организација и на сите процедури кои што таму се изведуваат. Иста таква акредитација доби и биохемиската лабораторија, што ни представува особена чест да поред другите поголеми лаборатории и нашата биохемиска лабораторија се здоби со таква акредитација. Општина Илинден и компанијата Джонсон Мети потпишаа меморандум за соработка во областа на образованието, со која англиската компанија за производство на катализатори ќе обезбеди практична настава и обука во сопствените капацитети за учениците од Средното стручно училиште Илинден. Со потпишувањето на овој меморандум, Општина Илинден, воведувајќи иновативен пристап во образованието со цел збогатување на знаењата на учениците преку практична настава и обука, ја проширува соработката со локалниот бизнис сектор на полето на образованието, како една од најважните области за развој и фактор на модерен раст. Вакви меморандуми за соработка со кои се овозможува подигнување на нормите, вредностите и стандардите во образованието, како и подобрување на квалитетот и ефикасноста на стручното образование во Средното стручно училиште Илинден. Општината веќе потпиша со компаниите Мепсо, Джонсон Контролс и Ван Хол. Успешната соработка со бизнис секторот е дел од стратегијата на Општина Илинден за намалување на невработеноста, што е еден од приоритетите, поради кои и се воведе средно образование кое што профилира кадри според потребите на локалната бизнис заедница, информираат од Општина Илинден. По повод Меѓународниот ден на спортот, 6 април, министерот за образование и наука Спиро Ристовски и градоначалникот на град Скопје Куце Трајановски денеска ја нагласија заложбата за што поголем број ученици и спортисти при посетата на Средното училиште Здравко Цветковски, кое важи за едно од спортски најактивните училишта. Градоначалникот Трајановски изјави дека од почетокот на неговиот мандат во 2009 година град Скопје формирал сојуз на средношколски спорт во кој се вклучени сите средни училишта во главниот град. Тие формирале 200 клубови кои опфаќаат 5000 ученици и околу 600 надпревари во година. Двете првопласирани училишта учествуваат на државната гимназијада. За различни видови спортови град Скопје има и репрезентации од најдобрите ученици и спортисти кои гостуваат во градови од соседните земји, зашто од буџетот на градот се издвојуваат по 1 милион денари. Ристовски и Трајановски се задоволни и од пласманот и резултатите што учениците ги постигнуваат на надпреварувањата. Сметаат дека влогот во спортот е најправилна инвестиција, зашто на најмладите им носи и подобро здравје и физичка подготвеност. Се подготвува голема трампа на играчи ова лето помеѓу Реал Мадрид, Манчестер Сити и Монако. Италијанскиот фудбалски гигант Милан го представи изгледот на новиот стадион Каза Милан. Следуваат спортските вести веднаш по рекламите.